Добро утро, Македонија. Почнува последниот појас. Го оставаме спортот на крај не затоа што е најневажен, туку затоа што сите чекаат да го видат спортот, па и претходно ги гледаат другите содржини. Се шегуваме, се разбира, се во Македонија наутро е на висок стандард и интересно, така и оваа следна тема. Министерот за спорт Борко Ристовски во првата година неговата работа може да се оцени како динамична и резултатски ориентирана. Министре, добро утро. Добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Како се чувствувате сега во сменетиот дрес? Не е сменета бојата, меѓутоа сменета е формата од униформа во цивилка. Како од оваа перспектива по една година помината на новата функција во новото министерство го гледате спортот во Македонија? Многу различни две функции, меѓутоа исто така две функции исто одговорни, кои што носат голема тежина и претходно репрезентативниот дрес и сега оваа функција која што ја носам и ја работам. Сега се има малку поголемо, ајде да кажам, имаме поголема шанса да влијаеме на тоа како ќе изгледа спортот и како во кој правец ќе се движи и да ги креирате политиките на спортот и како треба да изгледа спортот. Мислам дека работите во спортот не беа и не се на нивото на кое што треба да биде, меѓутоа почнавме навистина, кажавте вие, на динамична работа, една работа која што носи многу промени кои што во македонското општество и македонскиот народ или спортската фела не се навикнати да ние не сакаме многу промени. Меѓутоа ви тврдам дека одговорно тврдам дека тие промени се во интерес на спортот и во подобрување и создавање на услови за создавање на нови деца и создавање на вреден спорт. Министерот Борко Ристовски општите оценки велат вака: започна својата функција нова со висок интензитет и со конкретни резултати. За една година успеа да ја етаблира институцијата како активен чинител во спортската политика. Останува да се следи дали ќе се одржи фокусот, дали ќе се балансира поддршката кон сите спортови и дали инфраструктурните проекти ќе преминат од бетонска во содржинска вредност. Општа оценка, познавајќи ве каков перфекционист сте, 8.5 од 10. Ако се задржи со потенцијал да расте, ако се задржи истото темпо и фокус. Задоволен сте со некоја ваква оценка или? Па за прва година постоја на министерство сум задоволен, меѓутоа верувајте дека оваа година ќе биде уште подинамична, уште посериозна, посветена и сите оние кои што ме познаваат знаат дека ако нешто што ме краси карактерно, а тоа е упорноста и страјноста и дека сите оние точки и работи од програмата кои што сме ги ветиле, ќе ги завршиме и ќе почнеме уште доста нови. Така да за почеток за прва година сме и повеќе од задоволни, кажавте и вие дека министерство го направивме на вистина една институција која што ќе продуцира само позитивни работи, ќе продуцира многу инвестиции, ќе продуцира вложување во спортот, ќе продуцира завршување на сите оние капитални инвестиции кои што беа оставени во минатото. Ние се обврзавме да ги завршиме, иако не беа почнати во наш мандат, меѓутоа тоа е наша обврска, тоа е моја обврска како, ајде да кажам, политичар кој што ја добил довербата од граѓаните и ние немаме право да, или јас немам право да бирам кои објекти ќе ги завршам, кои не. Сите оние објекти во кои што се вложени средства, а се почнати од претходната власт, јас во интерес и во име на граѓаните имам обврска и морам да ги завршам сите тие објекти, без разлика дали со некои почнати објекти се согласувам или не. Така да за почеток за прва година мислам дека оценката солидна, меѓутоа следнава година ќе се обидеме да ја надминеме. Барем на 9 нека оди. Па, нека Министре, оди освен што сте упорен, сте и бестрашен, затоа што голман може да биде само на што е многу храбар, последниот на линијата, нели? Зад него нема кој да ги крие неговите евентуални грешки. Во отчетот за првата година детектираме дека Министерството за спорт реализира 98% од капиталните инвестиции и има обезбедено 20 милиони евра директна поддршка. Колкав дел од ова е наменето за инфраструктура, а колкав дел за развој на таленти и на федерациите? Па не сте ја разбрале добро делот од мојот отчет, можеби моја вина. 20 милиони евра исплативме како директна помош за спортските чинители во Македонија, федерации, клубови, поединци и така натаму, од кога сум јас министер. Тоа е за една година исплативме 20 милиони евра, што секој некој што барем малку познава спорт ќе каже дека ова е сериозна бројка која што во минатото не била исплатена во толку голема сума. Другиот дел, капиталните инвестиции се на посебна ставка
и се сосема на страна од тој буџет или од тие 20 милиони евра кои што ги кажавте. Ја можам да кажам дека сумата која што 20 милиони евра ги исплативме за поддршка на спортот, се една сума која што треба да ни даде некоја основа за тоа на кој начин сакаме да бараме резултати во иднина од сите оние спортски чинители кои што ја добиваат таа субвенција од државата. Почнуваме малку поинаку, почнуваме малце да ставаме во ред некои работи во оваа држава, во делот на спортот, барем во делот кој што јас го работам, а тоа е дека мора сите оние чинители спортски кои што ја добиваат таа поддршка од државата или тие субвенции да се научат да поднесуваат извештаи за тоа каде ги трошат средствата кои што сепак тие не се мои средства, тоа се средства на народот и на државата и на граѓаните, и сите ние имаме право, државата највеќе, да има право да бара каде се потрошени тие средства, и тоа е една вака посериозна работа со која што ќе се занимаваме во блиска иднина. Капиталните инвестиции можам да кажам дека се гордеам за тоа што можеби јас знам, не го знам процентот на другите министерства, меѓутоа 98% или 99, не знам колку е реализација на капитални инвестиции за една година на ново министерство. Една сериозна бројка која што ја покажува нашата посветеност и нашата работа и колку ние сме одлучни да направиме промена во делот на спортот. Така да ова е само почеток, следната година ќе биде уште по-сериозна, уште по-динамична и уште по-енергична. Исплативте средства за стари субвенции и за нови за 2025-та. Кои критериуми ги пременувавте при распределбата и како беше обезбедена транспарентноста во процесот? Ние ги обезбедивме средствата кои што претходната влада ги ветија, не ги исплати на спортот. Направивме една промена во делот на критериумите, да тие субвенции, видите, има два дела по кои што државата дава субвенција, тоа се државните субвенции и субвенциите или поддршката од делот на игри на среќа кои што ги дели државата. Ние направивме промена таму и во двата дела, а тоа е во делот на субвенциите, ги кажам само неколку критериуми, а тоа е да направивме критериуми по кои што нема да може да влијае никој на големината на субвенциите, затоа што направивме систем, и тоа е математичка операција, не е тоа некоја филозофија, меѓутоа направивме да помеѓу секој секоја екипа која што добива субвенции, разликата помеѓу секоја екипа да биде идентична. Значи, ако првиот земал, не знам, 10 парички, вториот ќе земе 0,26% помалку од првиот. Па третиот ќе земе 0,26% помалку од вториот и така надоле скалесто, што значи дека според резултати и според успех, значи што сте погоре, повисоко на табелата, толку поголеми субвенции добивате од државата. И мислам дека ја намаливме можноста значително да некој влијае на тоа кој колкава субвенција ќе добија, со самото тоа што субвенциите се исплаќаат според резултатите и пласманот на табелата, што е логично. Така да, мислам дека повеќе ги нема оние јавувања што ги имало во минатото, не да се поддржи повеќе еден клуб, помалку втор клуб, не знам кој тип на притисоци постоеле, сугестии пријателски. Сега повеќе тоа го нема, затоа што јас, да речеме, јас да сакам да променам некоја си поддршка за субвенција за некој клуб, не можам, затоа што ако е клубот на пето место, не можам да го направам на четврто за да земе повеќе средства. И не може тоа пето место, да речеме сега пластично да објасниме, не може тој од пето место да земе повеќе пари од тој што е трет. Не разбирате? Така да направивме некој почетен ред. Допрва треба се уште да поставуваме критериуми кои што ќе бидат поригорозни, а тоа е да направиме една селекција кои спортови ќе ги финансира. Направивме ние генерално едно прочистување, меѓутоа ќе направиме и во следната година фискална една селекција на тоа кои спортови државата треба и мора да ги финансира, затоа што не може државата финансира се што е спорт, затоа што најпрво немаме толку средства, државата не е толку финансиски мокна, а второ е дека нити е стратегиски, нити е логично да финансирате се во државата. Ние ќе ги помагаме сите спортови, да не се разбереме погрешно, меѓутоа ќе ставиме фокус на оние спортови кои што се од државен национален интерес и кои што се традиционални. Што станува со стипендиите спортска надеж, беа 500, кои дисциплини, возрастни категории најмногу ги поддржавте и какви резултати очекувате од овие млади таленти? Па видите, тоа е една работа која што поддршка на тие млади деца. Тоа се во сите спортови, нема одредени спортови, сите спортови. Меѓутоа,
помошта таму е околу 8.000 денари, мислам дека е. И ако мене ме прашате, мислам дека таму треба да има една модификација и да се намали тој број од 500 млади таленти поддршка, од проста причина што Македонија не верувам дека има 500 млади таленти, ние немаме 500 млади таленти, да може да имаме 1500, меѓутоа реалноста е таа која што, видите, во спортот не може да правите политика кога се работи на помош на спорт. Затоа што порано или покасно таа поддршка или не поддршка ќе се покаже со дела и нема тука криење нити манипулации, нити можете, нити треба да има манипулации. Затоа мислам треба да се говори отворено и искрено ако сакаме да постигнеме навистина напредок. Мислам дека немаме ние 500 млади таленти, за жал. Држави поголеми од Македонија немаат 500 таленти. И мислам дека таа модификација треба да оди во насока да речеме се намали бројката од 500 да се намали на 250, меѓутоа средствата да се дуплираат. Ако едно детенце зима 8.000 денари. За да се почувствува, нели? За да има некој бенефит, инаку вака 8.000 денари во денешно време не може да се купи едни патики детето, а ние го водиме како помош за млади таленти, а вистинската помош и вистинскиот бенефит го нема. Така да мислам дека треба да се модифицира и да се стави барем на 250 дечиња и да се зголеми или дуплира нивната помош од 8.000 денари да се стави на 15.000 денари и навистина тие дечиња да имаат некој бенефит од тоа што го добиваат. И да се изостри нели критериумот вистинските деца да ги добијат вистински. Видете, ја зборував и на отчетот. Тоа е една работа која што направивме едно прочистување. 40 дечиња помалку се пријавија и на таа листа се пријавија. Самата контрола луѓето веројатно кои што сватиле дека нема да може да се протнат сите деца. И таму свативме, например, има дечиња кои што воопшто не се бавеле со спорт. Тоа е жално за една институција во минатото која што го дозволувала да се случува тоа се случувало со години, сега направивме да повеќе нема такви работи. Дали веројатно од тие 500 дечиња се протнало уште некој детенце 20-30, можеби, не знаем, меѓутоа сега ќе се нафатиме на една сериозна анализа и прочистување на сите списоци да вистина да ги добијат оние дечиња кои што заслужуваат, да нема таму дечиња кои што не се бават со спорт. Ја разбирам ситуацијата економска во државата, меѓутоа треба да се знае дека на крај на денот тие дечиња кои што навистина заслужуваат и навистина се бават со спорт, тие треба да ја добијат поддршката, а не да се ставаат деца, не знам, на икс луѓе кои што претходно биле ставани. Да видиме како Битола гледа на работата на Министерството за спорт. Битолчани се најспортскиот град веднаш по Скопје, односно ете барабар нека бидат, жаргонски кажано, нека бидеме пандани во црвено-црно и во зелено-бело, така беше. Да видиме што ќе кажат битолчани. Трите клуба ги прашавме кои што го носат името Пелистер, и фудбалерите, и ракометарите, и кошаркарите, или ракометарите, фудбалерите и кошаркарите, градацијата ќе си ја направат битолчани. Да ги чуеме. Финансиска организациона се стреми да биде се подобар и подобар во секојдневно во наредниот период и финансиски и играчки. Тоа ни го наложува нашиот карактер како клуб, нашата обврска према градот, према нашите навивачи, клубот да биде на највисоко можно ниво и секогаш да биде дел од таа елита во нашето првенство кое што ќе се бори за највисоки дострои. Без некоја лажна скромност можам да кажам дека моментално кошаркарскиот клуб Пелистер Task Force е можеби еден од најдобрите клубови, не само кошаркарски клубови, туку воопшто и во поредба со другите и фудбалски и ракометни, како на организацијски, така на техничко ниво. Имаме одлични услови за работа, така да мислам финансиски добро стоиме, значи сите долгувања се исплатени, така да мислам дека сме едни од ретките во нашата држава кои што функционираме безпрекорно. Почнавме тенденција на клубот за вклучување на што повеќе младинци од школата на Пелистер во првиот тим. Веќе се приклучени ланската година неколку младинци, ова година приклучуваме уште 3. Да искажам голема благодарност од
соработката со Министерството за спорт и министерот Борко Ристевски. Во изминатата година наидовме на една отвореност, достапност за сите проблеми со кои што се соочува клубот во финансиското работење, односно во работењето на еден спортски колектив и со тоа во многу ни олеснува нашата работа, односно нашето функционирање како клуб. На чело на Министерството стои еден од најголемите спортисти Борко Ристовски. Во нашата историја мислам дека со неговото искуство ќе придонесе за спортот да се развива во нашата држава. Несомнено, меѓутоа знаете и сами дека една година премалце, мора да му се даде време на луѓето да можат да тоа што го имаат замислено да го реализираат. Имаме голема поддршка од Министерството за спорт. Еве со нивна помош ја градиме новата боксерска сала, ја градиме јужната трибина на стадионот. Се надеваме дека ќе започнеме со изградба на нови терени. Ако каже еден, може да е нарачано. Ако кажа двајца, може да е нарачано и случајно. Меѓутоа 3 од 3 велат дека се задоволни од соработката со министерот, како министерот е задоволен од соработката со најголемите спортски колективи во Битола? Па соработката е, како што кажавте и вие, мислам дека не можеме од оваа позиција да правам разлика од кој град се клубовите. За мене сите се тоа еднакви спортски субјекти кои што навистина оние луѓе кои што и спортски клубови и колективи кои што заслужуваат помош и кои што градат нешто и кои што создаваат големи вредности, поголеми вредности и кои што промовираат вистински вредности и кои што ја промовираат Македонија на крајен ден од надвор од нашите граници и да заслужуваат секаквата поддршка која што и ја добива и ќе ја добиваат во иднина, така да не можам да правам градација, меѓутоа она што можеме да кажеме дека генерално Министерство за спорт, јас и сите мои соработници секогаш ќе бидеме на страната на спортот и на сите оние кои што вистински сакаат да го прават и да промовираат спорт и спортски вредности. Оно што мене ми влезе во тоа е отвореност. Тоа е нешто на кое што во минатото не бевме научени. Институциите да бидат отворени за луѓето, за оние за кои што постојат. Па добро, видите, малце ќе направам девијација од тема за да можам да ви одговорам пошироко. Мислам дека треба да гледаме поинаку на тоа. Тоа е дека секој со какви амбиции влегува да се бави со политики, да се нафаќа на една одговорна позиција која што е министер за спорт. Јас, моите амбиции се да навистина оставиме некоја трага која што ќе остане и јас сум како и поранешен спортист кој што сум жртвувал дел од својот живот за да направам успех, така и сега сум одлучен да жртвувам дел од својот живот за да си ги, ајде да кажем, ставам на страна сите оние комодитети кои што ги ужива во минатото, а тоа е со една цел да навистина направиме нешто во спортот и да на крај на денот бидете достапен за секој едној човек на кој што му е потребна помош, консултација. Не секогаш ние можеме да помагаме. Да се разбереме, ја немам магично стапче. Меѓутоа, мојата работа е да секогаш, ако директно не, меѓутоа индиректно помагам на сите оние спортски субјекти кои што нормално се обратиле за помош до мене. Така да таа отвореност доаѓа веројатно на крај на говоров подолг да одговорам, мојата достапност и отвореност веројатно доаѓа од тоа дека јас не го гледам ова како привилегија меѓутоа имам огромна одговорност пред спортот во Македонија и на крај на денот пред сите граѓани да навистина бидам достапен и еден нормален човек кој што целиот живот сум бил. Ова последното што го кажавте, нормален човек. Само ако сте нормален човек ќе чувствувате одговорност и обврска. Почнавте да градите објекти, мултифункционални игралишта, реконструирани се спортски центри, базени, Скопје, Кичево, Битола, Штипево, Тек. Сега тука малку се доцна што се должи доцнењето за базените уште еднаш да не се доцни, базените се доцна 4 години. Базените се почнати пред 4 години и кога јас настапи на функцијата министер, беа со реализација околу 20%. И имаше два начини по кои што можеше да се оди или да се раскине договорот со
со сите тие економски оператори и да се отпочне цела процедура за повторно тендерирање и губење на дополнителни 2 до 3 месеци. На крај на денот бенефит од тоа немаше види никој, најмалку граѓаните кои што живеат во општините кои што ги набројавте, кои што тие базени. Јас одлучив да своето време го посветам и својот труд го посветиме на решавање на сите оние недостатоци и проблеми кои што ги носат тие базени, кои што стоеле 4 години. Нормално изградба, временска рамка, ако се става изградба на еден таков базен, од тој габарит од 12 до 15 највеќе месеци, а овие базени веќе 4 месеци, се извинувам, 4 години стојат со реализација на 20%, што значи ништо. И јас одлучив да направиме едни така интензивни преговори со економските оператори, да одиме по потешкиот пат за мене, меѓутоа полесниот пат за реализација и завршување на тие базени, а тоа е да најдеме заеднички јазик со економските оператори, да ги видиме сите оние недостатоци, да ги решаваме еден по еден и на крај на ден во најбрз може рок да се завршат. Значи за неполна година, тоа е за година, една година од создавањето на Министерството за спорт, базените сите 5 ќе бидат 6 ќе бидат пуштени во употреба до крајот на летото, што значи дека за некои си 6 месеци базените од 20% реализација ги завршуваме и се при крај и до крајот на летото сите 6 базени ќе бидат пуштени во употреба и дадени на користење на општините. Од 20 102%. Да. Така да со самото тоа покажавме дека на вистина се можело да се завршат, меѓутоа има многу клучни зборови, а тоа е треба да сакате, треба да можете, треба да знаете и на крај на денот да сите тие луѓе со кои што соработувате имаат доверба и ви веруваат. Затоа животот е убав, затоа што сите сме различни, нели? Може ли да се наведе некој типичен пример каде што инфраструктурата во спортот е широко експлоатиран термин? Не многу им е јасно на сите што значи тоа, меѓутоа веќе го користиме како фраза. Дали има некаде типичен пример каде што инфраструктурната интервенција на Министерството и на чинителите на спортот има директно влијание врз локалната заедница? Па има секаде каде што ги имаме направено, да речеме, сите инфраструктурни проекти. Ќе почнеме најпрво со спортската сала во Радовиш, комплетно реконструирана спортска сала, која што вие се пратите спорт и знаете дека Радовиш како спортски град беше тотално неатрактивен за никакви активности. Во скоро време, а претходно беше првиот европски и светски шампион во борење. Тоа зборувам последните 10 години. Так. Сега после реконструкцијата на спортската сала во Радовиш се одржа, да речеме, Final Four во одбојка. Се одржа, мислам дека репрезентативен собир во ракомет. Се одржа, мислам дека Final Four во футсал, ако не се лажем. Така да со самото тоа ние направивме да и градот Радовиш заживее, да таа сала се наполни, да во таа сала дојдат 2000 луѓе кои што Радовиш е спортски град, меѓутоа 10 години таа сала е празна. Нереновирана, стара, сега направивме да таа сала повторно биде во центарот на тој дел на Македонија, едно место кај што ќе можеме да ги правиме сите оние спортски активности кои што се, да речеме, бидејќи таа сала е мислам околу 1500 гледачи, таа сала не може да организира некои големи спортски евенти, меѓутоа од помал ранг може да организира и убаво е и за економијата, и за градот да живи, на крај на денот и за спортот, и за граѓаните на Радовиш да уживаат и да градот живне малку, да кажем така, на спортски план. Така да тоа е еден пример. Вториот пример е спортската сала во Радовиш, кај што дневно добивам многу пораки за тоа кога ќе биде салата завршена. Ние почнавме со реконструкција. При крај салата, мислам дека до крајот на октомври ќе биде и завршена и пуштена во употреба, така да луѓето ги сакаат сите оние работи и очекуваат да ги завршиме сите оние работи кои што во минатото се живееле. Салата Расет е култна сала која што и сами знаете и ракомендниот клуб Вардар. Тамо ја почна својата историја, меѓутоа има еден куп клубови и спортски организации во делот на општина Киселово кај што им е потребна сала и сакаат да има сала и мислам дека Расадник и Киселово ќе заживее после завршување на реконструкцијата. Јас сум многу изненаден, позитивно се разбира, од позитивниот ефект од она што го правиме со реконструкција на
на стари запуштени спортски мултифункционални игралишта на територија на цела Македонија. А тоа е дека добива многу пораки, ние имаме реконструирано преку 30 такви на територија на цела Македонија и добива пораки и слики од градоначалниците низ тие места, а тоа е дека околу 21-22 часот има околу 200 до 300 дечиња секој ден на тие спортски игралишта, што само по себе ќе каже дека ние нашата поента сме ја постигнали и тоа што сакаме да го постигнеме, што сме сакали да го постигнеме, сме успеале, а тоа е да што е можно повеќе дечиња се бават со спорт, дали е тоа рекреативно, да играат кошарка, одбојка, фудбал, не знам, меѓутоа да бидат на спортски терен наместо да седат по клупите во парк и да ги користат телефоните, не знам, PlayStation и сите овие пороци на модерното време кои што со сите ние проблеми се соочуваме. Така да мислам дека има еден огромен бенефит тие спортски игралишта кои што ги реконструираме и во иднина ќе продолжиме уште пожестоко следната година. Како што кажав, ќе започнеме и од сега, меѓутоа следната година ќе пробаме да направиме низ цела Македонија околу 150 спортски игралишта кои што на крај на денот бенефит ќе имаат граѓаните од општините. И нема да бидат концесионирани, туку ќе бидат слободни. Без отворени игралишта нема спорт. Ние не правиме концесионирани игралишта, не ги даваме под концесија. Во голем дел тие игралишта и се и во училиштата, што значи дека правиме уште едно добро дело, да не се тие нели само владение на министерството, меѓутоа ги правиме и оние кои што се во склоп на училишта, што помага и на училиштата, меѓутоа помага и да бидат отворени. Поентата на тоа е да не ги даваме под концесии, да не ги концесионираме, е да што е можно деца повеќе заразиме со спорт, под знак наводници, и да сите тие деца утре се бават со професионален спорт, било кој спорт, ракомет, одбојка, кошарка, индивидуални спортови не навлага, меѓутоа да што е можно повеќе дечиња се занимаваат со спорт. Не во наводници, да ги заразите со спорт, министре, да. Да видиме во Струмица се бара инфраструктура од родителите, да видиме струмичани што ќе кажат, таму одбојката е спорт број 1. Значи, како и секој спорт во Македонија, така и одбојката, посебно женската одбојка во Струмица, единствен покрај другите проблеми е инфраструктурата. Значи, инфраструктурата е најважниот дел за развој на еден спорт, покрај едукација на тренери, на млади таленти, промоција на млади таленти. Значи, покрај другото, би сакал да се осврнеме и на работата на Министерството и спроведување на законот од Министерството за спорт, кој треба да се имплементира во сите федерации, прво. Второ, поголема брига за едукација на тренерите во странство, затоа што секако гледаме дека нашите спортови не се баш на некој ниво и секако ни е потребно. Значи, би сакал пак да се повторам дека една од најосновната потреба на клубовите е инфраструктурата, добрите тренери и развој на младите таленти. Во последните години имаме подобрена ситуација од страна на финансиската стабилност на клубовите, со тоа што претходно Агенцијата за млади спорт, а сега и Министерството веќе го надоградува тој систем, ваучер систем кој што беше претходно, а сега субвенции во спортот, но сметам дека таа финансиска поддршка треба да биде зголемена ако сакаме малку попрофесионален спорт. Од друга страна, исто така имаме проблеми со спортската инфраструктура, посебно во зимскиот период, кога салите, знаеме, 90% во Македонија се ладни, условите за работа се, да кажем, лоши и не дозволуваат да се работи на некое оптимално ниво. Тие се два клучни проблеми, според мене, каде што треба да се работи и каде што сметам дека има многу простор да се напредува на тој план. Се бара инфраструктура, се бара топли сали и чисти пред се во зима, министре. Ќе стигнеме ли до овој момент? Па добро, јас забелешката која што е комплетно разбирливо и ја знам таа, и затоа ние како министерство во оваа година ќе започнеме изградба на 3 спортски сали. Во следната планираме барем уште 2 до 3. Меѓутоа, да почнете 3 сали во една година е навистина сериозна работа, да реконструирате 3 сали уште посериозна работа, да направите 30 мултифункционални игралишта е навистина
јас не сакам да зборам сам за себе и за работа на Министерството, меѓутоа навистина направивме за една година многу работи, дали е потребна уште инфраструктура, да, ја секој што го кажувам, и ќе се потрудиме да во наредните 2 до 3 години барем стигнеме до некоја бројка од 10 изградени сали, што мислам дека на територија на цела Македонија, што мислам дека ќе биде една огромна помош за спортот, и тоа е она кое што е најважно, затоа што вие може да имате, не знам, 2000 дечи, меѓутоа ако немаат добра инфраструктура, тие деца ќе напредуваат до еден момент, до еден стадиум, и после тоа нема да може да го надградат својот талент и да станат професионални и успешни спортисти, така да ние сме свесни за тоа и затоа и направивме еден таков план за инфраструктурен раст, кој што или изградба, кој што навистина е една доста сериозна работа, и ние кажав и на почетокот на излагањето, оваа година ќе почнеме со изградба на 3 спортски сали и ќе се обидеме да барем за 2 до 3 години направиме една бројка од 10, што е сериозна бројка. На отворањето на меѓународни турнири за лица со Даунов синдром и по причина рековте спортот е за сите. Какви конкретни политики се спроведуваат за инклузивен спорт и дали и посебните групи имаат пристап до спортската инфраструктура? Па ние сега сите овие сали кои што ги реконструираме, сите овие кои што ќе ги градиме, ќе бидат нормално со пристап за лица од со секакви попречености. Меѓутоа што е најважно, ние ја зголемивме поддршката за лицата кои што или федерациите кои што се бават со таа работа. И морам да кажам дека имаме 2 до 3 проекти кои што се уште не сме ги реализирале, од проста причина што е физички невозможно да ги реализираме, затоа што толку многу работи беа проблеми натрупани. И една од работите каде што по знак на водници можам да кажам дека малце сме останале куси да кажеме, тоа е делот да тие активности кои што не се планирани ги завршиме, а тоа е да имаме проект за обезбедување на, ајде кажам еден од кој што вака мене ми е подраг да кажам, а тоа е да сите оние дечиња или луѓе кои што имаат попречености, Министерството за спорт обезбеди бесплатно пливање и физички активности за сите нив 3 пати во неделата. Што ќе каже дека комплетно грижата ќе биде наша, а тоа е ги земаме со специјализирани комбиња, ги носиме да речеме во понеделник одат на пливање, ги носиме на пливање со специјализирани тренери, за тоа го завршуваат тоа, ги враќаме дома кај нивните родители. Следното е да се носат на физичка активност, сакаме да го прошириме тоа и да ги носиме на надпревари кај што ќе има да на крај на денот сите тие луѓе, дечиња, како сакате, се осетат нормално и како дел од општество, што и се. Меѓутоа да направиме да таа нивна, ајде да кажам, тие нивни потешкоти помалку се осетат и да што е можно помалку мислат на тие нивни, да кажам, проблеми со кои што се соочуваат секојдневно, така да тоа е делот на кој што можеби малку ние заглавивме или не го исполнивме онака како што јас очекував. Меѓутоа се високо на нашата агенда и на мојата агенда и верувате дека во блиски дни ќе посветиме уште повеќе внимание. Имате време. Македонија доби признание од Европската атлетска асоциација за грандиозниот настан што беше одржан во Скопје, беше собран европскиот крем во нашата престолнина и видоевропјаните, како ние практично кои што сме исто така дел од Европа, организираме една спортска манифестација, па по Суперкупот 2017-та, по Европското ракометно првенство за жени, можеби младинското кошаркарско првенство во Охрид, не гледам друг настан кој што е од ваков ранг што сме го организирале. Ќе има ли во иднина прво како ви годи оваа пофалба, а потоа ќе имаме ли и други големи настани? Ќе се бориме ли да донесеме големи спортови во Македонија? Па добро, мислам дека и сега имавме голем настан организиран од Джудо Федерацијата, поддржана Министерството. Првото европско првенство. Така е. Нашите цели секогаш се високи и моите, а тоа е да што е можно, мислам дека вчера и беше излезе веста дека председателот на Ракометната федерација имаше состанок со Хасан Мустафа за тоа е да аплицираме за добивање на едно големо сениорско натпреварување во ракомет. Тоа е, да не откривам премногу, меѓутоа се работи за здружена апликација од 3 држави кои што се од регионот, со кои што ќе направиме ќе се обидеме да го добиеме едно големо натпреварување
да се одржи во Македонија и уште 2 држави. Мислам дека тоа ќе биде еден врвот на она што можеме ние да го Зборуваме за понудиме машко како сениорско држава. превод? Да, или машко или женско. Ние ќе аплицираме кое ќе ни биде дадено тоа, меѓутоа сме спремни како држава, како министерство и како во конкретниот случај Раковна федерација заедно тесно соработуваме, а тоа е да донесеме некој големо натпреварување во Македонија. Јас сум отворен и апелирам константно до сите претседатели на федерации да аплицираат и да дојдат да побараат поддршка и да заедно лобираме за да било кое големо натпреварување го донесеме во Македонија, затоа што тоа големо натпреварување не само што носи промоција на спортот, меѓутоа ја промовира Македонија на картата и на туризмот, меѓутоа ја промовира и на картата на се она што ние можеме да го понудиме како организација за спорт. Министре, имате богата агенда и во денешниот ден. Благодариме што најдовте време да бидете дел од Македонија. Наутро се надеваме дека исто како и вие и ние се трудиме да му помогнеме на спортот со промоција и со сублимат на сето она што е сработено, како било како треба се разбере и за позитивните и за негативните страни, мора да се зборува за се со цел да одиме напред. Поздравите ги луѓето со кои што ќе се сретнете некаде по 10 часот, нека дуваат, нека продолжат да дуваат позитивните ветрови во Македонија и да останеме на иста линија и на иста релација, се работи за македонскиот спорт, се работи за македонскиот народ, се работи за нашата земја, таа се вика Македонија. Благодарам. Благодарам на поканата и можам да кажам само уште како мал осврт дека сите ние сме чинители и мора да бидеме чинители на создавање на подобри услови и промоција на вистинските вредности во Македонија. Благодариме.